Охрид од 19-тиот век е времето на големиот поет и преродбеник Григор Прличев, вториот Хомер. По оваа улица Григор заминувал и му се враќал на својот Охрид, неговата таткојна. Прличевите мисли, чувај се себе си, совршенство или смрт, и денес се актуелни. Во оваа видеоприказна за Прличев, со посебен респект за неговиот живот и дело, зборуваат познати професори, слависти и македонисти, историчари од земјава и странство. Дел од нив секој ден дружат со Прличев, на свој начин. Ке има факти кои веќе сте ги чуле, и нови, но и некои кои докрај не ви биле јасни. Во тешката долга македонска ноќ, грандиозникот Григор Прличев представува една светлина. Позната е и духовната врска на поетот и преродбеник Прличев со Свети Климента. Познато е дека тој има пишувано на дијалект охридски. Сердараде поема која ја преминува границата меѓу историјата и уметноста, меѓу меморијата и митот. Добар ден, јас сум Григор Прличев и доаѓам да си ја видам куќата. Прличев се остварил во повеќе форми и во повеќе жанри. Неговата порака "Чувај се себе си", која што е вткаена во една од најпознатите негови беседи, представува една универзална порака. Прличев е еден од ретките творци од Македонија што истовремено припаѓаат кон три различни литературни истории. Од таа причина тој во 1868 година заминува во Цариград. И во таа година ќе напише и неговата позната кратка словенска граматика. Кај Прличев, да речеме, да се изразам така, ме фасцинира таа од една страна едноставност во изразот и во стилот. Ако се занимавате со Прличев, знаете дека ќе ви стане обсесија по известно време. И како што големиот Анте Поповски вели, во тешката долга македонска ноќ, грандиозникот Григор Прличев представува една светлина, бидејќи тој има извонредно изграден концепт за национална програма со јасна визија. Неговото блескаво дело, но и неговата гениална мисла е предводник и таа ги носи напред интелектуалните сили, придвижува едно моќно придвижување, како што било ова на Плавошник, Охридската книжевна школа и првиот универзитет, според зборовите на Конески, тоа моќно придвижување од Свети Климента, од Свети Наума, најверните ученици на светите Кирил и Методи, таа енергија, таа животворна моќ и енергија на творење и креација воопшто брилира на еден прекрасен начин и тоа е најблескавата фигура, значи едно од најблескавите во нашиот 19 век. Во тоа бурно море, како што вели Анте Поповски, тоа е океан, тоа е еден прекрасен остров, оаза на кој што се шири идејата за македонството, реков со јасен концепт за национална програма, но и со гениалност на неговите ремек дела како книжевник. Искажуваме извонредна почит. Драгоцено е што македонистите од целиот свет влегуваат како река во неговото дело, го истражуваат и тоа е непресушен изворник за прекрасна македонистичка наука. Особено е значаен неговиот говор на руса среда, говор што исто го одржал во Охрид, во кој што на извесен начин, токму преку самиот назив руса среда, се меша и митологијата и религијата, односно во овој религиозен празник преполовение имаме елементи и од митологијата, односно од русалките. Но токму во овој говор Прличев истакнува дека го читаме Светото Евангелие, но не го разбираме. Тоа е токму тој Прличев, кој што токму од ова место го гледал Охрид, ги гледал охриѓани, би рекле, директно во очи, им се обраќал со неговите погледи и ставови за развојот на Охрид, за односот меѓу Охрид и Европа, односот меѓу Охрид и грчкиот јазик и така натаму. Во секој случај, треба да имаме предвид дека токму на Богородица Периблепта, каде што се чувал споменот и за Климент Охридски и каде што се чувале старите древни македонски книги, свое место има и Григор Прличев. А Григор Прличев е еден од тако многу интересни автори
и многу интересна фигура воопшто која дава представа за развојот на за формирањето и развојот на македонската литература и за почетоци, за првите чекори на македонската литература, мислим веќе на современ јазик, мада е мислим познато дека тој има пишувано на дијалект охридски. Пред се, тако го доживуваме. Спомен куќата на Григор Прличев е изградена во 2000-та година со залагање на тогашните охридски писатели, донации и така натаму. Во 2000-та година исто така е возобновен и неговиот гроб, кој што се наоѓа позади старата црква Свети Климент, односно Богородица Перивлепта. Како донација, оригинални предмети во таа куќа имаме 3. Тоа е една оригинална фотографија од Григор Прличев како учител во Солунската гимназија, на која што опачина се испишани имињата на сите учители и ученици, меѓу кои ги има и од Охрид, во таа година кои што работеле таму. Го имаме неговиот џебен часовник и еден многу интересен предмет, покажувалка или чешалка, која што била атрибут за учителите од тоа време. Познато е дека во тоа време педагогиката дозволувала да се употребува и сила врз учениците, така да овој предмет служел и како покажувалка и чешалка кога професорот одморал, меѓутоа служел и за удирање и воспитување на учениците. Прличев од секој пат ми бил фасцинантен поради едно негово кредо, кое што го има испишано, а тоа кредо или тоа мото гласи совршенство или смрт. Видете, ве молам, значи ние го знаеме оној борбен комицки, како се вика, повик слобода или смрт. И тоа е, да речам, горе-долу универзална крилатица во повеќе културни и национални и обштествени услови и средини. Меѓутоа, совршенство или смрт, да го каже едно момче, кое што растело, пак ќе кажем, тука, со самохрана мајка, која што немала ни пари да го школува, туку, бидејќи бил брилијантен ученик, најбогатите охријани се собрале и солидарно уплатиле пари за неговата стипендија, разбирате, за да може да студира медицина и тоа во Атина. Нашето семејство е попотекло од една од ќерките на Григор Прличев, Деспина Прличева. Деспина имала 3 деца, Славче Попсимова, Христо Попсимов синче, кој бил поет, и Ружа Попсимова. Тоа е баба ми, мајка на мајка ми Лилјана Минова Ѓуркова. Во однос на материјалите и книги за кои прашувате, кои што биле предадени од нашето семејство, можам да кажам дека во 1950 година биле предадени извесен број книги и материјали од страна на Деспина Прличева, а инаку во врска со тоа и мојата мајка Лилјана Минова Ѓуркова пишувала и семинарски труд во текот на своите студиски денови. Овие материјали, колку што може да се прочита од научните трудови на неколку истражувачи на Прличевото дело, биле чувани во Филозофскиот факултет во Скопје, тогаш се до земјотресот 1963-та, а потоа, колку што може да се види, тие во еден дел се предадени во рамките на архивската единица за Григор Прличев во архивот на Ману, а еден дел во архивската единица посветена на Григор Прличев во архивот на Македонија. Толку добро го знаел грчкиот јазик, што на грчки јазик ја напишал својата прочуена поема Мартолозот или Сердарот и ја освоил среде Атина престижната награда за најдобра поема и е крунисан како вториот Омир или Хомер. Кога се појавил Прличев и ја покажал дека е тој автор на шифрата, грчкото жири не сакало да верува дека е возможно човек што не е грк толку добро да го знае јазикот и да ја напише оваа поема. Зборувам за Сердарот. Го натерале, што е прилично понижувачки, да изрецитира неколку стихови за да го докаже своето авторство. И се разбира, тој го докажа. Но тука не завршиле сите понижувања, следното било тоа дека
да наградата што требал да ја прими, наместо во златници, заборев дали беа 50 или 20, на Прличев му е исплатена во сребреници. Сепак е тоа, како да ја кажам, нешто помала номинална вредност, но е символика дека тие сепак, нели, не го сметале за равен на себе. Сердарот останува темел на едно национално сеќавање, затоа што во него лично страдање е издигнато на едно национално, на колективна меморија, а колективна меморија се претвора во културна вистина. Во таа преобразда лежи трајната сила на поемата. Приличев создал дело, кој го премостува јазот меѓу уметноста и историјата. Дело што ја прави поезијата носител на идентитетот. Сердарот е поема која ја преминува границата меѓу историјата и уметноста, меѓу меморијата и митот. Ликот на Сердарот е изграден не како статична фигура, туку како жив процес. Знак што се префрла од едно до друго значење, од јунак до жртва, од водач во сведоштво. Читана денес, таа не зборува само за едно минато восстание, туку за универзална драма на човекот што ја бара својата слобода во свет полн со жртви и надежи. Во спомен куќата на Христо Узунов е поставена постојана историска поставка која што се вика Национално ослободително движење во Охрид и Охридско. И на првиот кат поставката содржи документи, артефакти и фотографии на личности и дејци кои што учествувале активно во природбата, односно во 19. век. Споменот за Христо Узунов и Григор Прличев е во тоа што нивната цел, нивната борба била заедничка, а тоа било протерувањето на гарцизмот и воведувањето на славјанскиот јазик во народните училишта, се разбира, и обновување на Охридската архиепископија и служба на словенски јазик во црквите. Нивната врска била уште од почетокот на 19. век, меѓутоа со враќањето на Григор Прличев од Атина, започнувањето од мазничката акција по смртта на браќата Миладиновци, нивната блискост и поврзаност станува уште поголема. Споменот на делувањето на Григор Прличев во оваа поставка е представено на 4 паноа, можам да кажам достојно, на 4 паноа, и на тие паноа се изложени факсимилни документи, разни писма, документи, факсимилно представување на поемата Арматолос, односно Сердарот, и го имаме исто така оригиналното списание Пандора, во кој што е објавена поемата и како добитник на Ловоровиот венец во Атина. Прличев се остварил во повеќе форми и во повеќе жанри. Тоа е особено значајно за една личност од негов, би рекле, калибар, во таа смисла што, прво, за него ќе повторам уште еднаш, јазикот е оружје, тој ги има сите форми што му постоеле во времето, во она смисла што некои велат дека и автобиографијата е своевиден мал роман, но токму во биографијата е клучен и диалогот, кој што е предсенат охридски говор. За него е карактеристично тоа преточување на форми, првенствено во онаа смисла во која што текстот што тој го напиша на грчки во метар соодветен за грчката поезија, подоцна го преработил во македонски метар, својствен за епската поезија, и тоа е една своевидна преработка и во јазична и во стилска форма. Треба да ги имаме исто така предвид и неговите говори, да ги имаме предвид и неговите детски песни, во онаа смисла што тој пред да стане педагог, односно учител, се подготвил со своји текстови, кои што без друго ги представувал пред своите ученици. И овдека повторно уште еднаш можеме да направиме една споредба со Кузман Шапкарев, бидејќи и двајцата биле учители, и двајцата на своевиден начин подготвиле текстови што им ги пренесувале на учениците, и ние на извесен начин можеме да ги имаме предвид сите оние пораки што и Прличев и Шапкарев, двајца антиподи, личности што во секој случај биле спротивставени еден на друг, ги образувале учениците не само во Охрид, туку и
пошироко низ Македонија. И да укажам на фактот дека македонскиот романтизам, односно оваа спрега на епохите, тука мислам првенствено на тој романтизам кој што постои кај Константин Миладинов и еден вид нов рационализам, ќе го наречам кај Прличев, дека во таа спрега на тие две тенденции всушност се исчитува специфичноста на развојот на македонската литература во 19. век, меѓутоа и подоцна, преку оние импулси за кои подоцна зборува и Мисирков, дека всушност македонската литература од 19. век и покрај тоа што не даде, како што вели тој, вистински резултати од мисли на употребата на македонскиот јазик во литературата, таа сепак е неодменлив сегмент од развојот на македонската литература и во таа смисла во книжевно-историска, но и во книжевно-теориска смисла. Константин Миладинов од една страна го имаме како еден специфичен представник на она што представува македонскиот романтизам, иако ние сите во една книжевно-теориска смисла внимаваме кога употребуваме такви, да речем, назнаки, а од друга страна и тука ни е Прличев кој што пак со тој специфичен рационализам се надоврзува на првите творечки појави, од јас го зедов предвид првенствено на неговото прозно творештво, односно словата, на тоа се осврнав поконкретно, и тука се покажа дека всушност се надоврзува на она, да речеме, просветителска тенденција која што ние читаме кај Крчовски, кај Печиновик и така, да кај него на некој начин кулминира во еден нов рационализам, каде што е исклучително местото на човекот како вредносен, да речем, морално-етички центар на беседата, на словата, значи, кој што тој ги практикува, и со тоа тој етаблира една нова димензија во македонската литература. Прличев од еден грчки воспитаник, кој што кога првпат ќе стапне на грчката земја ја целива, се прераснува во еден бескомпромисен борец за истиснување на грчкиот јазик како од наставата, така и од богослужбата. Неговите слова, искажани особено пред Охриѓани, силно ќе одекнат низ неговиот роден град. Тој честопати со прекор ќе им се обрати на своите сограѓани дека ги оставаат децата, дека ги ослепуваат своите деца со тоа што ги оставаат да учат на еден јазик, како што вели тој, мртов, чужд и најмртен, кој бара 20 години учење и со кој нема напредок кај нас. Затоа Прличев застанува меѓу предводниците на антипатриаршиската борба. Но таа трансформација воопшто не била лесна кај него. Но и затоа неговиот подвиг е уште поголем. Затоа што во тој контекст ние Прличев не го гледаме само како една од стожерните фигури на македонската преродба, туку и како една од најзначајните фигури во рамките на македонското национално движење во целина. Има неколку извори кои кажуваат дека Прличев навистина го знаел италијанскиот јазик. Тие најмногу ги црпиме од автобиографијата, каде што самиот се има искажано како го научил јазикот. Тоа се случило за време на неговите училишни денови во Охрид, кога Димитрија Миладинов доаѓа да биде учител во едно од охридските училишта. И сега, како Миладинов пак го научи италијанскиот, тоа е посебна приказна, но накратко би рекла дека е логична, бидејќи го научил онаа година кога бил во Драч, кога работел една година таму во еден дуќан во пристаништето, па го совршил во гимназијата во Јанина. И кога дошол во Охрид, сведочи Прличев во својата автобиографија, Митре Миладинов нас не научи на италијанскиот јазик и ние со него го преведувавме Телемах, романот на Фенелон. И сега Фенелон е француски писател и ние не знаеме дали е преведуван од француски или од некој италијански превод, но како и да е, ова сведоштво го земаме за точно и сметаме дека од 1848 година Прличев почнува да се занимава со италијански, што потоа го потврди во неколку други случаи, кога им пишува на робевци, им вели дека можам да ви помогнам, го знам грчкиот јазик, францускиот, италијанскиот и така натаму,
во вашата кореспонденција можам да ви помогнам многу со моето познавање на јазиците, а исто така и во полемиките со Орфанидис, со професорите на Атинскиот универзитет, кога тие му велат од каде ти можеш да судиш за некои преводи на Торквато Тасо, тој вели јас го знам, го познавам италијанскиот јазик. Затоа што Прличев во текот на својот живот действувал како учител, интелектуалец и слично во неколку земји на Балканот. Во Грција, освен Грција, тука се Албанија, Романија, Бугарија, Турција. Значи имаме цел спектар на негови културни простори каде што работа. Заради тоа мислам дека е тој до ден денеска уникатен пример во историјата на нашата национална литература. Мислам дека Прличев е еден од ретките творци од Македонија што истовремено припаѓаат кон 3 различни литературни истории. И тоа е нешто со кое што треба да се гордееме, не да го криеме, не да се срамиме или да го сметаме за лошо. Во Солунскиот период, кога Прличев по старите години во 80-тите, нели, работеше како професор во Екзархиската гимназија, нели, во Солун, дека во тоа време, во слободно време, освен што предавал таму латински и други, нели, јазици, дека во слободно време преведувал. И дури се зборуваше во тие назнаки дека го преведувал Ариосто, Бесниот Орландо и Торквато Тасо, Ослободениот Ерусалим, што се најголемите и најславните епови на италијанската ренесанса. И за мене тоа беше еден голем предизвик да најдам дали на вистина било така и каде се чуваат тие преводи. Во Охрид одев во архивот, нели, одев по трагите на оставнината на Прличев како што патувала, па беше пренесувана од Софија и така натаму, но имав среќа да ги најдам материјалите од неговата оставнина во една голема кутија во Државниот архив на Македонија во Скопје. И на мојата радост немаше крај, кога заедно со архиварката, отворајќи кутијата, меѓу другите материјали, најдовме и 150 скоро страници на ракопис, со овој ситен и тежок за проучување многу ракопис на Григор Прличев, испишани, преведени, речиси сите, 46 пеења на Бесниот Орландо под наслов Смехории на Ариоста. Прличев велел: добар е бракот, но подобра е безбрачноста. И порачувал: кој сака да му биде од полза на својот народ, да не се жени. Ама по враќањето од затворот во Дебар, тоа го решил така што како венец на победата над грцизмот се венчал со Анастасија, сестрата на Христо Узунов, дедото на истоимениот војвода. Како татко, Прличев на изглед бил груб. Тој не бил рамнодушен и безгрижен, туку напротив. Прличев дома бил господин. Ничиј глас не се слушал освен неговиот. Секогаш и секого не примал дома, макар и да му биле роднини. Често си заминувале пред време избунети. Кога немал обврска или не шетал со синот, Григор сакал да си седи дома, најчесто опколен со книги и ракописи со своји преводи на катот крај огништето, или со книга во рацете, под сенката на познатата муренка во дворот. Се шетал низ дворот, а од чардакот ги гледал езерото и галичица. Во храната Прличев бил пребирлив. Месо речиси не јадел. Сакал чорби, зеленчук, риби и икра. Секогаш пред и по јадењето, синот или некоја од ќерките требало да каже или да прочита молитва. Григор пивнувал чаша вино и често пеел некој црковен тропар или народна песна, или ги терал децата да му пеат. Се облекувал скромно, но секогаш средено и чисто. Не трпел прашина, а сакал кошули без јаки и манжетни. Прличев ја сакал и музиката. Бил ретко добар играорец и танчар. Не можел да поднесе погрешен чекор или такт. Не се сеќавам точно која година беше, меѓутоа по отворањето на спомен куќата, имавме таму вработена наша колешка и дошол на посета стариот Григор Прличев, односно синот на Кирил Прличев, внукот на Григор Прличев поетот, да ја посети куќата во која што на времето живеел
неговиот татко. И средбата со нашата вработена била малку вчудонедувачка, избунувачка, таа останала запрепастена, не знаела точно дали има работа со некој нормален човек или не, затоа што тој при влегувањето се представил, рекол добар ден, јас сум Григор Парличев и доаѓам да си ја видам куќата. Ете така, уште една анегдота која што може би е добро да се спомене. Мојата мајка Лилјана Минова Ѓуркова посвети неколку истражувања на Прличевото дело, а јас во моите научни студии се занимавам со преводите на поемите на Григор Прличев, поточно оние што тој сам ги направи, преводите на Скендербеј и на Мартолозот, зашто имам објавена една книга која е посветена на поетиката на Григор Прличев, а исто така се занимавам и со беседите на Григор Прличев, зашто имам објавени трудови во македонски и странски славистички списанија. Не може да се спореди. Мислам, во таа култура што е тука на Балканот е нешто посебно. Тука нема ништо што може да се спореди, што е друго, што е да не е оригинално. Тоа што создава Балканот, Македонија, е толку оригинално што не може да се повтори во другата земја, во другата литература. Јас кога читав Шопов, например, кога преведував Шопов со тој, не може да се спореди со никаков друг поет. Ниту во Полска, ниту во Европа. Тој е толку оригинален. Истото за Сердерот да кажувам. Тоа и драматургија, и нарација, и диалозите, и атмосферата, и климат. Тоа би било лошо да спроведуваме, да споредуваме и да... Ето е исто како ова, или тоа е исто како ова. Бидејќи навистина ова судбината на македонската територија во 19 век знаеме каква била и дека е трагично и дека е сепак еден процес на формирањето на македонскиот јазик тек, односно кажем, прави првите своји чекори, има да помина додека Крста Мисирков даде една концепција, една основа за формирањето на македонскиот книжевен јазик, би веројатно од некои нашите песници од 18 век. Тој можел да избере еден поинаков пат. Да избере пат на студент на некој престижен европски универзитет. Да го развие својот раскошен поетски талент на некој тук јазик како што и почнал да го прави тоа. Но неговата определ би била, како што самиот вели, соочен со смртта на Миладиновци, да се врати, нели дури да гине ако треба, за да се продолжи тоа дело. И тоа е многу значајно за севкупниот македонски, не само преродбенски, туку и национално-културен процес. Без таа определба на Прличев да се врати на почвата на Македонија, да дејствува во својот роден Охрид, македонската преродба веројатно ќе се движи, барем преродбата во градот Охрид веројатно ќе се движела во друга насока. Неговата порака "Чувај се себе си", која што е вткаена во една од најпознатите негови беседи, представува една универзална порака и секогаш останува актуелна во врска со македонската историја. И малку појаснување околу бугарскиот атрибут. Во моментот кога доаѓа тоа осознавање, како што вели Темко Попов, кога луѓето го гледаат тој зракславијанизам, едноставно со цело срце едноставно се предаваат на тоа словенство. А тоа словенство некогаш поминува токму со бугарскиот атрибут. Но тоа не е ништо невообичаено. И кај други словенски народи, и не само кај словенските народи, се јавуваат различни определби и именувања во текот на нивниот историски развој, се до одредена фаза од тој национален развој, од развојот на националната свест, кога го прифаќаат националното име. Така и кај македонците. Така што оваа фаза, Прличева фаза и низ која поминуваат и другите наши преродбеници.
Па, ако се занимавате со Прличев, знаете дека ќе ви стане обсесија по известно време. Ако малку чепнете во неговото творештво и особено во неговата животна врвица, тој трагичен момент на еден речиси романтичарски поет од 19 век, секако дека нема да ве остави равнодушен. Па, на некој начин и како охријанка, па и како проучувач на книжевноста, пред се на нашата национална, но еве и на една странска литература, италијанската, со која се занимавам потесно во последниве години, многу ми значеше што видов дека неверојатно студиозно се зафатил и кога преведувал, а знаете, во постарите времења преводите беа сметани како оригинално творештво, не беа одвојувани од оригиналната поезија. Тоа уште Гете го кажа, нели, во периодот на национално будење на одредени народи, преводите се неопходни за да се проверува јазикот, за да се прошири хоризонтот и на домашната литература. И така, одејќи низ Охрид, низ уличките, низ неговата, околу неговата куќа, постојано си замислував како тој успевал да чита инострански јазици, и не само што бил талентиран, не само што е значаен за тој град и за оваа култура наша. Токму ваквата состојба во неговиот роден Охрид го определува понатамошното дејствување на Григор Прличев. Од таа причина тој во 1868 година заминува во Цариград. И во таа година ќе напише и неговата позната кратка словенска граматика. Веројатно, свесен за потребата дека мора на македонска почва да се прифати еден општ литературен јазик кој ќе биде употребуван и во наставата, на кој ќе пишуваат и писателите, тој се понесува со идејата токму еднословенско есперанто да биде тој литературен јазик. Честопати различно се толкува овој зафат на Прличев, дури и како анахронизам, дури и како јазичен експеримент, но со право нашиот охриѓанец Драги Стефанија ќе забележи дека како и да гледаме на граматиката на Прличев, сепак мораме да му се чудиме и да му се воодушевуваме што тој успеал да направи напор и во една ваква општословенска јазична структура да внесе елементи и од сопствениот јазик. Тука го гледаме Прличев како ја представува својата визија за литературниот јазик. И неслучајно, можеме да кажеме дека оваа граматика, еве Димитар Пандев особено тоа го истакнува, можеме да ја ставиме на почетоците на развојот на филолошката мисла кај македонците. Прличев, да речеме, да се изразам така, ме фасцинира таа од една страна едноставност во изразот и во стилот, а од друга страна длабочина на мислата, на поентата која што сака да ја пренесе, на она дека секогаш има нешто кое што може би на првото читање нема да се забележи. Да, и секогаш човек може да понира во таа длабочина и да е, како да речеме, задоволен од тоа ново што го видел, што може би во претходното читање не го забележи. Посебно е импресивно што постои култ кон делото на Григор Прличев, навистина е за почит општина Охрид. Прличевите беседи, библиотеката и институции и поединци кои што се грижат за неговото дело, спомен куќата секако која потпаѓа под Завод за заштита на споменици и музеи Охрид. Исклучително е важно да продолжи таа река, животворна река која инспирира, бидејќи има нови прличевци, особено жанрот поема е предизвик за секого, така и на Прличевите средби е предизвик, тоа е навистина комплексен жанр и треба да се совлада. Но воопшто неговиот стил, неговата порака, неговото мудромислие нам не поведува кон напред. Вечна инспирација и мислам дека има нови Прличевци, само треба да ги потикнеме, поддржиме и да им го покажеме патот кон светлината, како што беше блескавиот поет и мислител Прличев. Треба да имаме предвид дека стилот на Прличев навлегол кај многу македонски писатели. Кога велам кај многу македонски писатели, можам да тргнам дури и од
Блаже Конески, кај кого што можеме да најдеме реплики од делото на Григор Прличев, па и речи се сите оние што пишуваат за Прличев на извесен начин ги стилизираат своите текстови во јазикот и стилот на Прличев, како и сите оние што учествуваат во наградниот конкурс за поема, па сега дури и на тој, би рекле, конкурс за есеј. Прличев живее во Охрид. На секоја генерација треба да ја оставиме повторно да го открива Прличев. Не само врз основа на досегашните пишувања или она што ќе го слушнат од своите професори, од авторите што пишувале за него. Туку читајќи го изворно неговото дело, секој млад македонец повторно да го открие и да ја согледа неговата важност за себе како личност и за македонскиот народ и за Македонија во целина. Потеклото и името се секогаш со нас, но тоа не е нешто со што човек генерално треба да се промовира себе си. Туку представува пред се еден светол пример кој што ние треба да се стремиме да го достигнеме, да бидеме достојни на него. Значи, се работи за тоа дека потеклото представува и обврска кон себе си и кон предците. Би рекла дека делата го чинат човекот и името. Од 2025-та нашата библиотека славеше 8 децении од своето формирање и 73 години колку што гордо и достојно го носи името на вториот Хомер Григор Прличев. Коренот на библиотекарството во Охрид е видлив уште од времето на Свети Климент и неговиот универзитет на Плаошник, во кој секако имало и библиотека. Позната е и духовната врска на поетот и преродбеник Прличев со Свети Климента. Токму Прличев и неговиот лик и дело се наша водилка низ годините, цели 74 години од 1952 година па наваму, со гордост сме едни од организаторите на манифестацијата Прличеви беседи, која всушност започнала во рамките на библиотеката, а денес ги спојува сите институции што го носат Прличевото име и општината во една заедничка манифестација. Од пред 4 години на идеја на колегата Милчо Јовановски го спроведуваме конкурсот за избор на најдобра беседа, кој веќе е традиционален, а нашата издавачка програма само во последните 6 години е збогатена со дури 4 наслови во кои трајно е заштитено името за идните генерации, минатото на библиотеката, сегашноста и иднината, и се она што е поврзано со нашиот патрон Прличев. Ние ќе чекориме по неговите стапки, а за тоа ќе сведочат нашите дела.